Добар ден во пладневното издание на вестите на Канал Плюс телевизија. Еве што подготвивме во нив. После 15 години повторно се асфалтираше пат на потегот село Турија, село Трстија во Делчевско. Асфалтирањето на оваа делница е 800 метри. Општина Кочани го објави конкурсот за доделување на стипендии за студенти. Рокот за пријавување е до 26 октомври 2015 година. Хидросистемот Летовица во Пробиштип ќе бара кредит од Европската банка за изградба на хидроелектрани. Вредноста на овој проект ќе чини 80 милиони евра. Деновиве на социјалните мрежи и на дел од медиумите во државата се шири информација дека новоотворениот дневен центар за аутизам во Штип е ставен под катанец. Од Министерството за труд и социјална политика до нашата редакција испратија објаснување за ова. Пред околу 2 недели во Штип се отвори центар за деца со аутизам. Деновиве дел од родителите на аутистични деца од Штип се пожалија дека вратата на центарот е под клуч. Иако нивната мака за момент стивнала, тие велат дека повторно се соочуваат со истиот проблем кој го имаат со години. Тие бараат објаснување зошто и поради што центарот не работи. Од Министерството за труд и социјална политика до редакцијата на Канал Плюс телевизија испратија објаснување за овој случај. Не е точно дека центарот е под катанец. Се работи за предимензионирана дезинформација. Контактирани се сите родители кои имаат деца со аутизам, при што објаснета им е постапката за згрижување на децата и потребна документација. Во тек е прибирање и достава на истата до Центарот за социјални работи во Штип. Во тек е изјаснувањето на родителите како сакаат децата да им бидат згрижени во однос на времето на престој. Работата на дневниот центар успешно се организира. Овој дневен центар ќе представува одлична поддршка на родителите на децата со аутизам, ќе работи на градење и развивање на способностите кои што ги имаат децата со аутизам, ќе работи на стручна подготовка на овие деца, ќе вработи соодветен дефектолог, логопед, социјален работник и психолог. Понатаму ќе реализираме и низа наубавки и достручување на кадрот што работи во овој центар, се вели во реакцијата на Министерството. Центарот за аутизам во Штип ќе згрижува 20 на деца со аутизам од Штип и Карбинци. Хидросистемот Летовица кон крајот на месецот ќе изврши достава на документација до Европската банка околу добивањето на кредит за втора и трета фаза за изградба на објекти. Станува збор за наводнување на 4,5 хектари земјоделска обработлива површина во Пробиштип и Кратово, како и изградба на 6 хидроелектрани, најави техничкиот директор на Хидросистемот Летовица. Втората фаза е наводнување на 4.500 хектари земјоделска обработлива површина во Пробиштип и во Кратово, значи во Пробиштип 3.500 хектари во Кратово, како и изградба на 6 хидроелектрани, од кои 3 големи и 3 помали, со мощност околу 10 мегавати или околу 40 до 50.000 киловат часови електрична енергија годишно производство, кое што со прости зборови кажано дека целокупното потрошувачка на енергија на Пробиштип, Кратово и малку на проширокиот регион ќе биде обезбедена само од овие хидроелектрани. Така да очекуваме да сето ова се финализира до крајот на годината и да добиеме зелено светло од страна на Европската банка за финансирање на овие проекти кои што се и како важно за завршување на целиот проект Хидросистем Летовица, бидејќи тоа е повеќе наменски проект од 3 фази, како што знаете првата фаза и најскапата е направена и очекуваме овие 2 фази да финализираат, така да проектот ќе биде комплетно завршен и ќе биде финансиски независен и профитабилен, имајќи ги во обзир дека сите 3 фази секој за себе донесува една економски профит на објектот и на самата држава. После 15 години повторно се асфалтираше пат на потегот од село Турија до село Трстија во Делчевско. Асфалтирањето на оваа делница од 800 метри општина Делчево ја реализираше во соработка со Министерството за транспорт и врски и Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.
Се асфалтираше локален пат до село Турија Делчевско. После 15 години повторно се поставуваше асфалт на овој дел од општината, наменет за жителите на селата Турија и Трстија. Се работи за делница од 800 метри на потегот село Турија, село Трстија, проект кој беше ветен преку програмата на градоначалникот Дарко Шехтански. Тоа што подавна е ветено, започна асфалтирањето на патниот правец село Турија, село Трстија. Од вкупното 2000 метри останати за асфалтирање, ние сега имаме обезбедено асфалт за 800 метри. Очекуваме наскоро да можеме со сигурност да потврдиме уште 300 метри, за кои што е аплицирано преку Агенцијата за рурален развој, така да за краток временски период 1100 метри ќе има возможиме на жителите од село Турија подобра комуникација со Делчево и Совиница, така да се надеваме дека сме ги подобрили условите за живот. Овој локален пат е посочен од страна на жителите на село Турија како многу значаен за нивното секојдневно гравитирање кон соседниот град Виница, како и кон село Бигла и Делчево. Овој проект се реализира благодарение на успешната соработка на градоначалникот Дарко Шехтански со местната заедница на село Турија, со цел утврдување на приоритетите на мештаните од ова село. Проектот за асфалтирање на локален пат до село Турија е финансиран во соработка со Министерството за транспорт и врски и Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Магистралниот пат А3 од Македонска Каменица до Делчево поради порани дождови има одрони на карпи на двете коловозни ленти и сообраќајот се одвива отежнато. Автомотосојузот на Македонија препорачува внимателно возење, прилагодена брзина на движење и почитување на поставената сообраќајна сигнализација и на патните правци Кочани Делчево, Виница Берово, каде е можна почеста појава на одрони. Општина Кочани го објави конкурсот за доделување на стипендии за студенти за студиската 2015-2016 година. Ќе додели 20 стипендии за студенти од јавните високообразовни установи во Република Македонија, од кои една за студент од ромската етничка заедница. Пријавата со документите се доставуваат до етношалтарска канцеларија на општина Кочани или по пошта на адреса улица Раде Кратовче број 1. Непополнетата документација нема да биде разгледувана. Рокот на пријавувањето е до 26 октомври. Председателот на Белорусија Александар Лукашенко освои 83,49% од гласовите на председателските избори и обезбеди пети мандат, соопшти Централната изборна комисија. Председателот на комисијата Лидија Јермошина на пресконференцијата емитувана во живо на телевизија соопшти дека активистката од кампањата Зборува е вистина, Татјана Коркотевич, е втора со освоени 4,42% од гласовите на избирачите. Одзивот на изборите во Белорусија бил 86,75%. Актуелниот председател на функцијата, шеф на државата, избран во 1994, 2001, 2006 и 2010 година. Владимир Путин, председателот на Руската Федерација и првиот човек на Евроазискиот блок, денеска потпиша закон со кој се воспоставува нова финансиска рамка на работење, а кој овозможува Русија и уште 5 членки на Евроазискиот блок во меѓусебните трансакции да не ги користат ниту еврото, ниту доларот. Со ова ќе се предизвика целосен крах на финансискиот систем на САД и Европската унија, оценуваат аналитичарите. А веќе известно време се прогнозираше дека таков потек од Русија и Кина би довел до потпун колапс на економијата на евроатланскиот блок. Во самоубиствен бомбашки напад на две жени убиени се 9 луѓе во село во Северен Камерун, соопштија воени извори во неделата и се претпоставува дека за нападот стои исламистичката нигерска група Боко Харам, која осумничена за 3 напада од саботата во соседен Чад, во кој беа убиени повеќе од 40 луѓе. Во нападот во Кангалери, село во близината со Нигерија, убиени се вкупно 11 луѓе, вклучувајќи ги двете бомбашки самоубици. Првата жена која го активирала експлозивот убила 9 луѓе во посетувана гостилница, а втората се убила самата себе си и не повредила други луѓе.
По светското првенство во пауерлифтинг во Лас Вегас, каде во дисциплината бенч прес освои златен медал и се вброи во еден од ретките спортисти во Македонија кои го освоиле најсјајното одличие, каменичанецот Бошко Стаменковски не запира со добрите резултати од големите надпреварувања. На неодамно одржаното балканско првенство кое се одржа во Црнагора, тој во дисциплината бенч прес повторно застана највисоко на пиедесталот и го обели образот на Македонија. Неговиот следен предизвик е настапот во Унгарија, каде повторно главната цел ќе биде насочена кон освојување златен медал. Задоволен сум од такмичењето, од светското такмичење во Лас Вегас. Значи при голема конкуренција го имам освоено првото место до 75 кг над 40 години. Со подигнати 130 кг. Исто така, значи, продолжувам со наредни такмичењата. Пред една недела бев во Црна Гора на прво балканско такмичење, каде имам исто освоено во истата категорија прво место и се спремам за светски куп во Унгарија во истата категорија. Успесите кои во низа ги постигна Стаменковски и тоа како ќе влијаат наскоро Македонија да формира и сопствена пауерлифтинг федерација. Требат најмалку 3 клуба да формираат оваа федерација. Веќе имам разговарано со газди на клубови кои ја прифаќа оваа работа. Дали тоа ќе се случи останува да почекаме, а до тогаш ќе го очекуваме новиот успех на Стаменковски во ноември на првенството во Унгарија. Ова се во вестите на Канал Плюс телевизија. Следното информативно издание во 16:30. До тогаш останете со нашата програма и имајте пријатен ден.